Денеска православната црква ги празнува светиот великомаченик Теодор Тирон, преподобниот Теодосий Бугар и Роман ученикот Теодосиев и светата Маријамна Марија. Светиот великомаченик Теодор Тирон. Тирон значи регрут, само што Теодор стапил во војска, во полкот Мармарицки, во градот Амасија, почнало гонењето на христијаните од царевите Максимијан и Максимин. Бидејќи светиот Теодор не сакал да крие дека и тој христијанин, бил изведен на суд и фрлен во самица, заклучена и запечатена, бидејќи нечестивиот судија сакал Теодора да го умре од глад. Во самицата на светиот Теодор му се јавил самиот Господ Христос и го охрабрил својот маченик говорејќи му: „Не плаши се, Теодоре, јас сум со тебе, не земај повеќе земна храна и питие, оти ќе бидеш во другиот свет, вечниот и неминливиот, со мене на небесата.“ Тогаш се јавиле мноштво ангели во самицата и целата самица се осветлила преблескаво. Стражарите на самицата ги виделе ангелите во бело облечени и многу се уплашиле. Потоа светиот Теодор бил изведен, тормозен и на смрт бил осуден. Бил фрлен во оган и му ја предал својата света душа на вишниот Бог. Пострадал во 306 година. Елици во Христа крести во Христа облекостесја. Алилуја.
Преподобниот Теодосий Бугар и Роман ученикот Теодосиев. Како монах светиот Теодосий се населил недалеку од градот Трново, каде што основал манастир кој според него бил наречен Теодосиев. Видно се истакнал на соборот во Бугарија против богомилите во 1360 година. Штитејќи ја православната вера на тој собор, тој со причини ги посрамил богомилите. Својот земен живот го завршил во Цариград во 1362. Неговиот ученик Роман продолжил да се подвизува во Теодосиевиот манастир се до својата смрт. Светата Маријамна Марија, сестра е на светиот апостол Филип. Патувала со својот брат и заедно со него го проповедала Евангелието во Ерапол и по други места. По маченичката смрт на Филипа, Маријамна ја продолжила својата мисионерска работа во Ликаонија, каде што и завршила со земниот живот. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Te